Мислам дека Скопје е тесно грло околу паркиралишта. За паркинзите особено ќе обрнеме внимание во централното подрачје да се направат неколку подземни паркирања катни гаражи. Хигиената, тоа е најбитно. За таа цел ќе реорганизираме комуналната хигиена, ќе набавиме нови возила, метларки кои што континуирано ќе го чистат градот Скопје и на тој начин сметаме дека градот Скопје ќе биде многу почист. Саобраќајот, улици, гужва во градот, да се направи еден ред. Мора во градот Скопје да се направат и да се провијат некои нови булевари, нови улици кои што ќе значат растретување на сообраќајниот хаос, особено во градското подрачје. Имаме предвидено во програмата да се почне во овој мандат изработка на еден подземен булевар кој што ќе почнува од завршетокот на Партизанска, треба да излегува на комплексот на банки. Потоа проширување на булеварот Македонија. Исто така булеварот Елинденска, со тоа ќе се добијат до 3 сообраќајни артерии на градот Скопје од влезот па се до излезот. Едни од најголемите недостатоци на градот Скопје е јавниот градски превоз кој не функционира најдобро. Треба да се отворат повеќе интернет кафулиња со кои младите луѓе би имале пристап до бесплатен интернет. Покрај помошта или донацијата на владата со 300 автобуси, градот Скопје во зависност од потребите ќе набави дополнителни автобуси. На тој начин сметаме дека ќе го подобриме сообраќајниот превоз. Она што се однесува до младите, ќе имаме неколку точки кои што ќе бидат јавни точки на бесплатен интернет, како градскиот парк, како плоштадот Жена парк, кај што ќе можете со лаптоп да седете на клупа и да си сурфате на интернет бесплатно. Не постоеше никаква соработка помеѓу градоначалникот и владата. Ако сакаме нешто повеќе да направиме за градот Скопје, ќе треба да соработуваме со сите оние кои што сакат и може да му помогнат на градот Скопје, а сигурно дека владата на Република Македонија е голем фактор, може многу да помогне во многу проекти кои што треба да се направат за нашиот град. Се со една цел да Скопје го направиме едно навистина убаво место за живење. Почитувани скопјани и скопјанки, подготвен сум заедно со вас, со вашата поддршка, да одговорам на сите предизвици кои што стојат пред нас и пред градот Скопје, да го направиме Скопје, град кој ќе ги обедини сите оние кои што се родиле во Скопје, израснале, се доселиле и се залюбиле во Скопје. Нашето единство е гаранција за еднината на градот Скопје. Едно Скопје за сите нас. За Скопје, Коце Трајановски. Заедно можеме повеќе.